танцот е нешто што ме лекува, можам така да кажам. Танцувам од мои 7 години, непрофесионално, одма да се оградам и да ги поздравам сите феноменални танчери во Македонија. Јас сум само аматер, така е. Играм за своја душа. Порано одев на надпревари, играв латиноамерикански, се не знам колку им се познати на твоите гледачи тие танци, но како и да е, играм од мои 7 години. Сега веќе тоа го правам само на забави, кога имам време. И се трудам да најдам време, затоа што стварно тоа ми ја полни батеријата. Сакам да играм бачата. Добре. Бачата сенжуал. Салса е малку побрз танц и не ми е нешто омилен. Знам да го играм, ама го избегнувам. Ама кизомба исто може да издвојам и драго ми е што во последно време се повеќе танчери има кај нас. Кога одам Да, гледам заедницата раста и баш на таков тип на луѓе кои што танцуваат чисто за да танцуваат, Така не е. дека имаат некои цели кариерни. Апсолутно. Многу ми е Туку убаво на баш тие се забави убаво да што е има. многу како да кажам, нема предрасуди. Значи никој не доаѓа таму затоа што е најдобар танчер или дека некој ќе те оценува, дека има суди како на надпревари што има, туку доаѓаш за да си ја наполниш душата и да играш со тој што ти сакаш да играш. Имаш право да кажеш дека не сакаш да играш се никако не сакаш, така што не знам, јас си ја сакам танцовата заедница и затоа што се помалку време имам да одам, но гледам стварно да се појавам и секогаш кога одам гледам нови ликови. И дури често добивам коментар: "Еј, ти играш?" И јас кажам: "Да, јас играм одамна, уште преди да почнеш." Ама да. Ама морав да бидам на утринска. Морав да бидам на утринска, баш така. Да, утринската малку... Стварно ми е фокусот на утринска. Мислам, не сум човек кој што нешто премногу излегува. Излегувам, нормално дека наоѓам време и за тоа, но не ми е тоа во преден план, затоа што ништо па не ми носи. Повеќе сакам да седнам со другарите, да се видам, да си направиме муабет, да им раскажам што се случило на утринска, тоа што не смеам да им го кажам на гледачите и такви некои работи кои што ми се случуваат нели во животот. Ако излеземе во диско не можеме многу да си кажеме, ако одиме на латино и таму не можеме да си кажеме зашто јас цело време играм ако одам на латино, ако нема танчери Не правиш за играње. многу муабет. Не, воопшто. Значи јас кога ќе ги викнам моите другарки кои што не играат, пошто имам посебно друштво за латино, посебно друштво за по дома и така натаму, ама другаркиве кои што не играат, ќе им речам ајде на латино, како да не, ти кога ќе фатиш да играш тоа 3 сати. Не можеме да те видиме. Јас одам на латино за да играм. Значи јас ако одам на латино да гледам, мене не ми е убаво. Стварно сакам да играм. Танчерите го разбираат тоа, сакам не знам, 2 часа, ако сум таму, јас 2 часа да ги посветам на играње, затоа што тоа е неописливо чувство. И баш ќе искористам прилика, луѓето кои што не гледаат, верувам дека се млади, да ги поканам да дојдат на нашите танцови забави, да си поминат најбаво на свет, затоа што таму нема осуди, стварно нема осуди. Никој не те гледа наопачки, никој нема да рече леле са што правиш тоа можеби не е добро, затоа што танцот кај нас се уште не е сватен така како што треба да биде сватен, како уметност. Како нешто кое што е добро и убаво и му прави убаво на секој кој што го прави тоа.